Цвета банкарскиот бизнис во Македонија. Лани сите банки заедно во државата направиле добивка поголема од 51 милион евра, цели 36% повеќе од претходната година. Како банките во вакви услови направиле толку голем профит? Од нас народот што не ги земат парите. Многу провизија се зема. Од тоа само се прави. Изводи пари, провизија на парите. Вршата експлоатација на граѓаните. Камати за 13 месеца 2,7. После неколку месеци ќе намалат камат. И на тај начин ги ловат вака штедачите. Иако со други зборови, суштински истото го потврдуваат и експертите. Банките се евуваат само како обични кредитори и поштов на дадените кредити наплаќаат камата, провизија и така натаму, а не делат судбината во смисла на тоа да носат и дел од ризикот на фирмите. И другата страна поради која тие профитираат е што тие дел од своите пласмани ги пренасочуваат од стопанството кон населението и тука им се сигурни пласманите. Дали кризата е најдобро време за банките или кризата ја прават банките? Кој немаш пари мора да земеш. Од некој да поземеш не ти да. Така да мора да земеш и од банка. Они тоа користат. Ако нема сметка нема да ти дадат. Има ли спас, односно, до кога банките ќе бидат господари на нашите животи? Според мене единствениот излез е да банките се вклучат активно во работењето на фирмите, да го носат ризикот, да учествуваат и во добивката нормално, меѓутоа да не бидат само обични финансиери, односно обични кредитори. Низ бројки, профитот на банките лани во Македонија изгледа вака: Стопанска 24,6 милиони, Тутунска 10,9 милиони, Охридска 3,8 милиони, Комерцијална 1,6 и Унибанка 1,1 милион евра профит за една година. Единствена банка која лани покажала загуба е Централно кооперативна банка, чиј биланс на успех е негативен за 800.000 евра.